Претседателката Гордана Селјановска-Давкова смета дека нема простор инцидентот пред бугарската амбасада во Скопје да ги наруши односите помеѓу двете земји, а нападот на возилото го оцени како вандалски чин. За мене напад на возило е вандалски чин, но велам дека не можам однапред да пресудам, судот ќе каже што се случило, но просто не ми се верува. Не би требало да ги наруши односите, зошто? Бидејќи ми се чини дека побрза акција и реакција немало, колку што знам јас, сторителот или причинителот, опожарувачот веќе е притворен. Да почекаме што ќе каже суд. Претседателката ги демантираше тврдењата на опозицијата и релативизирањето на нејзините изјави од страна на СДСМ. Вели дека не поддржува ничии барања, туку ги застапува сопствените ставови и смета дека Македонија не треба да губи време на идентитетските прашања. Не треба да ни го земаат времето на идентитетски проблеми, туку треба да не остават да се фокусираме на копенхашките критериуми, а изворот го знаеме кој е, не е само вториот и првиот, односно вториот и другите протоколи ќе бидат, бидејќи во секоја средба тоа се потенцира. Јасна ви е мојата позиција, ама мислам дека и на гледачите им е јасно кога читаат дека е ова некоја, како да кажам, интересна интерпретација. Селјановска-Давкова е на истав со поранешниот член на Историската комисија Огнен Вангелов дека недвосмислено се потребни и дополнителни гаранции, имајќи предвид дека прашањата поврзани со протоколите редовно се отвораат во билатералните разговори. Позитивно гледа на иницијативите за ограничување на можноста за користење на вето во процесот на проширување во Европската унија. Претседателката вели треба да се најдат механизми што ќе спречат блокирање на проширувањето поради идентитетски и историски причини. Многу пати сум рекла дека мене ми е сосема јасно дека ветото е право на сите членки на Европската унија, меѓутоа исчекорот од состојбата во која што сме, кога 26 држави може да речат дека е овај акцијскиот план сосема во ред, дека има високи стандарди на заштита на слободи и права, вклучувајќи ги малцинската, и тоа го потврдуваат државите, и сега една вели не. Тоа ја покажува природата на државите кои посегнуваат по вето. По зеленото светло за отпочнување на преговорите со Украина и Молдавија, Селјановска-Давкова вели дека има разбирање, но скринингот покажува дека Западниот Балкан е далеку понапред во спроведувањето на реформите за разлика од нив.